Компаниите немаат доволно финансиска моќ за нов раст на минималната плата. Откако Меѓународниот монетарен фонд предупреди дека секое зголемување на минималецот од 10% може да доведе до пораст на невработеноста кај младите и неквалификуваните за 2%, работодавците велат дека и пред година и пол едва имале пари за 12.000 денари месечно по работник. Ново поместување на минималецот за нив би било погубно. Дел од нив ќе западнат во финансиски потешкоти, а некои ќе го намалат и бројот на вработени. Би се намалила продуктивноста и мотивираноста кај вработените. Најголемиот број од вработени се најде во еден мал диапазон меѓу 12 и 16-17.000 денари и тоа предизвикува намалување на мотивираноста на вработувањето, но евентуално новото зголемување тоа веќе би значило и навистина напуштање на работници и зголемување на луѓето кои ќе користат социјална помош. За жал немаше драстично зголемување на другите плати, повисоките плати на 12.000 денари. Помошта што беше околу субвенционирани нови плати се уште многу тешко се ефектуира, дури денови почнаа да се исплаќаат субвенции за 7 и 8 месец мината година. За министерката за труд Мила Царовска со порастот на минималната плата се постигнале посакуваните резултати. И додека премиерот Заев најавува ново законско зголемување на минималецот, а ММФ предупредува дека дел од невработените ќе почнат да работат на црно, министерката тврди дека има стратегија за борба против сивата економија. Зголемувањето на минималната плата е важна алатка со која што се зголемува воопшто и просечната плата во нашата држава и преку која што се зголемува квалитетот на живење на оние кои што се најмалку платени работници, затоа што тоа ја отвара спиралата. Втора работа што ние ја направивме откако на некој начин се зголеми минималната плата, се доведоа повеќе од платите во урамниловка. Направивме посебна програма заедно со работодавачите за раст на плати помеѓу 12.000 и 18.000 денари. Во предизборниот план за живот СРСМ предвидуваше минималната плата во земјава да го достигне прагот од 16.000 денари до истокот на мандатот. Пред година и пол кога минималецот се искачи на 12.000 денари месечно, фирмите бурно реагираа, но владата не се откажа. За да им помогне, предвиде и субвенции за полесно да ги исплатат работниците, но по само неколку месеци им ги скрати парите со буџетска прераспределба на средства. Тогаш владата тврдеше дека парите не се искористиле бидејќи компаниите имале средства, но бизнисот потенцираше дека никој не сакал да земе нешто од државата поради страф од инспекции.